Македонија е една од ретките земји во Европа каде што повеќе од 50% од вкупниот број истражувачи се жени, што е показател за нивниот огромен потенцијал, но и понатаму жените се соочуваат со прашања како породилно отсуство, потешко напредување во кариерата на раководни позиции или мобинг поради својот пол. Во моментот можеме да се пофалиме со на 30% девојчиња вклучени како наши студентки и можам да кажам дека средината се повеќе и повеќе се освестува за ова прашање. Нашите колеги се и како сензибилизирани за овие прашања, така да никогаш не сме имале проблем да се договориме со нив ако ни било потребна некаква замена или разбирање. Се повеќе се стипендии баш за девојчиња и жени во науката, тоа се стипендии на Google, на Microsoft, на Tesla, кои па дури и на автомобилската индустрија, кои се повеќе финансираат жени. Тие стереотипи, јас мислам дека веќе се надминати и во 21 век мислам нема смисла да збораме веќе за стереотипи дали жените може и да се развиваат подеднакво како мажите. Секако имаме доста докажани студентки кои што успеале, имаме наши алумни кои што се на престижни фирми. Евгенија Пулеска, студентка на Факултетот за машинска интелигенција и роботика, смета дека девојките со секоја наредна генерација се повеќе се свесни за својот потенцијал и спремни да го следат својот сон. Јас лично не сум видела некоја мака затоа што сум жена во науката, напротив мислам дека ми оди баш добро. Ама не ова само за нас лично, затоа што се однесува и на жените кои, да речем, претходниве векови се мачели да може да го работат и да го учат оно што денеска ние го правиме. Жените од академската заедница, дипломатијата, јавните институции, индустријата, како и од редовите на студентите, сметаат дека стереотипите одамна се надминати. Жените се повеќе ги има во науката, но и дека постојат се уште одредени работи кои треба и може да се менуваат. Нина Ритоновска, Сител телевизија.